Украина обвинува за недостигот на муниција по неодамнешните територијални загуби откако представничкиот дом на САД, предводен од републиканците, не успеа да му обезбеди на Киев спас, одбивајќи да гласа за нацрт законот усвоен од Сенатот за $60 милиарди помош за Украина. Nobody agrees with what Putin's done. Никој не се согласува со оно што го направи Путин, но кога ќе земете предвид за нашите тешко заработени даночни пари, кои се исплаќаат 5000 мили без никаков крај, а во меѓувреме нашата граница е отворена и нашите американски граѓани се убиваат на нивните улици. Тоа е проблем. Но повеќето средствата што законодавците ги одобрија за вооружување на Украина не одат директно таму. Тие се трошат овде во САД во погони како оваа во Јорк, Пенсилванија, фабрика за производство на ново оружје, но и да се надокнади старото оружје кое беше испратено во Киев од американските залихи. Фабриката во Јорк е една од десетиците одобрени индустријски капацитети во кои се инкасирани средства од Конгресот за поддршка на борбата на Украина. Тие капацитети се движат од приватни фабрики до владини лаборатории, до фабрики за муниција кои се од ерата на Првата или Втората светска војна, на кои очајно им е потребна модернизација. Гласот на Америка доби редок пристап до американската фабрика за муниција Скрентон околу 3 часа северно од Јорк, за да види од прва рака како се трошат тие даночни пари. Овде, челични шипки се обликуваат во топлотни печки и се коваат во артилериски кружни гранати од 155 мм. Школките се ладат, проверуваат и бојадисуваат за да се спречи рџусување, пред да бидат испратени за да се наполнат со експлозив. Производството во Пенсилванија е одвоено од 14.000 гранати месечно од почетокот на војната во Украина на 28.000 денес. Изведувачот на фабриката General Dynamics вели дека тој број ќе се искачи на 36.000 месечно кога новата производна линија во блиската фабрика ќе започне да работи за неколку недели. Рич Хансен, која надгледува фабриката за армијата, вели дека 418 милиони американски долари од даночните обврзници финансираат 20 проекти за модернизација овде. Нивото на вработените секако се зголемува и верувам дека ќе продолжи да се зголемува, за да одговори на производните линии што ги инсталирав. Ке се зголеми за уште 200 нови работни места само во оваа фабрика, но официјален представник за Гласот на Америка вели дека тие работни места нема да дојдат ако нема финансирање од Конгресот. И конгресменот Мет Картрајт вели дека тие работни места ќе направат голема разлика на места како Скрентон. Тоа е голема работа на Скрентон и североисточна Пенсилванија. На некој начин им треба економска подкрепа. Но иако работните места се важни, она што е поважно, вели тој, е да се погрижат САД да не го свртат грбот на Украина. Не само што е неамерикански, туку тоа е и непенсилвански. Секогаш сме застанувале во одбрана на демократијата и слободата, каде и да ги има. Мислам дека не треба да ја менуваме таа политика сега. Армијата вели дека треба да произведува 100.000 куршуми месечно, почнувајќи од 2025 година, за да ги надополни повеќе од 2 милиони куршуми што САД ги испратија во Украина и да продолжи да му дава на Киев доволно муниција за да се одбрани. Одбранбената индустрија на САД нема да ја постигне таа цел, велат одбранбените представници, без потребното финансирање од Конгресот.